со чудото Божјо Нектариус, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Почитувани гледачи, добро вечер. Топ тема деновиве во Кочани и во Македонија е свадбата, македонско-грчката свадба која се случи во мотелот Градче и која предизвика внимание кај пошироката јавност, бидејќи во брак стапија една наша кочанчанка, македонка, и Анета Милошевска, односно Милошева, и незиниот избраник, животен сопатник, Нектариус Николаидис. Така, ќе погодам, ако не првиот пат, втори пат сигурно. Токму затоа ние ги поканивме да бидат гости во нашето студио и да ги запознаеме поодблизу, кочанската јавност да ги запознаат поодблизу, луѓето околу кои навистина се врти овие денови и кои едноставно уживаат во својата свадба, уживаат во веселбата што таа ја носи, се разбира со своите роднини, со пријателите, со сватоштините и со сите оние кои ги познаваат помалку или повеќе. Добро вечер и ви посакувам добре дојде во телевизија Кочани. Добро вечер на вас. Добро ве најдовме. Благодарам. Веднаш на почетокот нема да го вклучуваме премногу за такви ситни детали, бидејќи ќе биде тешко тоа да го реализираме. Меѓутоа за почеток веднаш би запрашала она вообичаено прашање како се чувствувате ден после големата свадба, односно ден и пол колку му доаѓа. Иако малку изморени, меѓутоа сепак стрекни. Така. Накратко кажано. Така, сега да ми кажеш и односно да го запрашаш, се разбира, да ми преведеш како тој се чувствува, дали чувствува замор, дали уште присутно она воодушевување кај него. Λοιπόν, ερώτηση είναι άμα νιώθεις ακόμα κούραση ή ακόμα άμα νιώθεις εκείνη την αίσθηση από τον γάμος, δηλαδή την ευτυχία και έτσι. Πανευτυχής. Ακόμα είμαι πανευτυχής, πολύ καλά. Упава. Се уште се чувствува, значи, среќен, се уште кај него е тоа воодушевување, значи. Со еден збор, убаво. Έχω γυναίκα όμορφη, κουμπάρο, χαμογελαστό, όλο θετική ενέργεια. Γιατί να είμαι κουρασμένος, πρέπει να είμαι πανευτυχής. Значи, вика, имам убава жена, тоа е комплимент од него. Се сложуваме ние, да? Така, значи, кум кој што постојано е насмејан, има Фетики позитивна енергија. Вика... Мислим на братливе. Така. И, значи, како би можел да се чувствувам изморен. Значи, тоа ме држи вака во форма. Добро. Кој повеќе научи, дали ти да играш грчки или тој научи да игра македонски ора? Па видете вака, значи македонските ора и грчките, да речеме некои од ората се исти. Така. Например, правата Се игра исто и во Грција. Се игра исто и во Грција, или онаа ние што би рекле народно 6 пати напред или 3 пати назад, не знам може би егејската. Како се нарекува тоа оро. Не знам како го нарекуваме ние. Или... Значи го имаат и тие, го имаме и ние. Така, значи... Таму се согласувате заедно, играте... Да, во тој дел се согласуваме. Нашите брзи ора, значи, ги нема научено, како што и јас ги немам научено нивните, значи нивното сиртаки и така натаму. Меѓутоа, она грчко поединечно играње, каде што има многу ширење, многу динамика, веројатно го знаеш. Бидејќи, јас ќе кажам, прегледачите гледав на вашите фотографии од свадбата, може да се види каде сте во навистина изворедно расположени. Да, па може да се каже дека го знам, меѓутоа сепак за мене тоа не е доволно добро, значи јас пробувам да го имитирам. Така, сигурно. Дали тој научи нешто повеќе од правата, Елено моме, такви некои ора или тешко? Не, тешко. А кај валцерот се сноѓате лесно? Кај валцерот се сноѓаме, да. Добро, тоа е универзално. Беше, значи, фустанот или сукњата долу. Дали трениравте пред свадбата? Вежбавте ли малку играње ора пред свадбата? Не, воопшто не. Значи немавме ни време. Се препуштите на атмосферата? Воопшто, едноставно беше препуштено, значи, на атмосферата, на чувствата и така. Od
да се вратим малку на она што значи почеток на вашата врска. Кога се сретнавте, како ти се најде во Грција? Значи, во 2003 година, крајот на 2003 година, мојот сегашен зет за моја сестра, значи... Помала сестра, така? Помала сестра, така. да. Тој работеше, значи, за мојот денешен сопруг. Така. Во една прилика, значи, имав отидено заедно со него, значи, долу во Грција. Така се запознавме и подоцна се роди љубов. Така. Тој те види на прв поглед, падна, така ли? Може да му преведеш нешто да не гледа само. Би можело да се рече дека, значи, од првиот момент му си имам допаднато. Значи, дека имал чувства, не верувам, нели, така. Меѓутоа, дека му си имам допаднато и дека уште од првиот момент сакал да биде со мене. Така. Да му преведеш 2-3 збора тоа што зборуваме да му биде поинтересно. Липон, антропос ротај, одимусиограф освално ротај, позгнористикаме, го на пандиса, штите соти гнористикаме телосто диохјаестрија, оди Козмо Гамброс, дулера јасена штинелада, ке иха каде ви мазито ми афора штинелада. И да го прашаш, дали се сеќава каде те сретна прв пат? Прв пат каде те погледа, каде те здогледа? Момент само да завршам со. Липон ке егона пандиса, оти прота мати, оти проти фрапу ме идеш. Се ротевтике. Ме ротевтике смела логија, кителес не се мазиму. Ке ротай. Ексимине се ги дугуше. Значи 6 месеци, цели 6 месеци, значи како би го... Да. Ти се додворуваше, така ли? Ми се додворуваше цели 6 месеци. Ти во почеток го одбиваше малку? На дистанца го држеше? Да. Кои ќе беа предрасудите? Чекай рано и прв пат се гледаме, или? Па може да се каже тоа, може да се каже дека имав отидено, значи, во Грција така, на еден начин да прошетам, значи... Без некои обврски или планови? Така, значи, немав намера да отидам таму, нели да фатам дечко, ни оддалеку тоа да биде озбилна врска, меѓутоа, нели, љубовта доаѓа изненадно. И тешко можеме да се бориме против тоа, кога некој ќе го освои нашето срце. И така се случи тоа. Така, што мисли воопшто за македонските жени, дали има високо мислење за нив, да го прашаш? Пјајна е гномису, јата македоника корици, ама ехис псило гноми, јатис македоникиес генекес. Ама ехис псили гноми. Ти гноми ехис јато корицито македонико. Ама влепете ти гинека му, θα δείτε ότι είναι όλες όμορφες γυναίκες. Εμένα πολύ μου αρέσουν οι κοπέλες από εδώ. Είναι όλες πολύ ωραίες όμορφες γυναίκες. Значи, повторно комплимент за мене. Не го интересираат другите, така ли? Гледајќи ја мојата жена, значи, може да свати